Истрагата на новата влада во Унгарија покажа дека кредитот од оваа држава за Македонија е бил добра сделка. Според тамошните власти, Македонија кредитот го зела под за неа многу добри услови. И тој заем за нас беше исклучително поволен, односно најповолен кој што во тој момент можеше да се најде на пазарот. Ние тој го искористивме заем за да вратиме евроврзница од половина милиарда евра во таа 2024 година, односно на почетокот од 2025 година. 250 милиони евра ги пласиравме преку проекти во општините, од вкупно половина милиарда колку што како влада инвестираме во општините, и 250 милиони евра ги дадовме во стопанството преку комерцијалните банки на пазарот со ултраповластена каматна стапка од 1,95%. Ова беше мотор за бруто домашниот производ, вели Мицкоски. Ако ги анализирате од третиот квартал 24 година, кој што е прв наш квартал како влада, заклучно со првиот квартал од 26 година, ќе дојдете до заклучок дека македонската економија расте со 3,5% во реални параметри, додека пак нашиот најголем трговски партнер, а тоа е Европската Унија, порастот на економијата е околу 1,4%, а порастот на економијата во еврозоната е околу 1,25%. Што значи дека во услови кога нашиот најголем трговски партнер економијата условно расте со 2,5 пати помала ставка, ние благодарение на овие проактивни политики успеавме да обезбедиме значаен раст кој што не доведе до оваа ситуација во која што денеска сме. Според Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд, резултатите се следните. За 2 години оваа влада номиналниот бруто домашен производ го зголеми за некаде од прилика 4,65 милиарди долари. Претходната влада за 6 години го зголеми номиналниот бруто домашен производ за 4,5 милиарди долари. Што ќе каже дека ние за 3 пати пократко време, за 160 милиони долари, го зголемивме повеќе номиналниот бруто домашен производ од претходната влада.